Расте бројот на пациенти со ретки болести кај нас и во светот, а терапиите се екстремно скапи. Ниту едно семејство не може само да го плати лекувањето. И тоа е најтешкото во борбата со ретките болести, заедно со дијагнозите за кои се уште нема лек. Клучна е помошта од државата и раната дијагностика. Ниедно семејство, дали се работи тоа за Македонија или за било која друга земја, не може да плати такви цени. Еве да ви се случи во фамилија да имате некој дете кој му треба 2,3 милиони долари, нема. Значи тоа може да помогне само државата. Не се сите толку скапи, ама и тие што не се скапи се 500.000 долари некој од нив, 500.000 евра годишно. А треба прима 15 години или 20 години, мислам. Дека регистарот е се поголем, потврдува и податокот дека изминативе години повеќекратно е зголемена потребата од финансиска помош од Фондот за пациентите со ретка болест. 2009 година Фондот за ретки болести искористи 215.000 денари, а минатата година го затворивме буџетот со 1 милијарда и 250.000 денари. Можете да замислите во овие 16 години колку кратно се зголеми потребата за средства за пациентите со ретки болести. Истите проблеми ги делат и земјите од регионот кога се во прашање ретките. Она што е голем напредок во Србија, на пример, е можноста за дијагностицирање на болестите на генетско ниво, па на трошок на фондот брзо се добива дијагноза, без да се губи време и пари, материјалот да се испраќа во странство, што било пракса порано.